Добро вечер, Дневник на К3. Граѓаните од североисточниот регион ќе спроведуваат проекти за локален рурален развој преку две нови локални акциони групи. Во Старо Нагоричане денеска беше отворена канцеларија на локалната акциона група АБЕР 2015, која ќе ги поврзе жителите од регионот и ќе ја зајакне нивните вештини за соработка и партнерство. Министерот за земјоделство Михаил Цветков, директорот на УСАИД во Македонија Джеймс Стейн и представничката на амбасадата на Швајцарија Бригит Хагман свечено ги отворија канцелариите на две нови локални акциони групи лагови во североисточниот регион. Првата од нив во Старо Нагоричане. Во партнерство со Центарот за развој на североисточниот плански регион беа формирани локалната акциона група АБЕР 2015 од представници од општините Старо Нагоричане, Липково и Куманово и локалната акциона група Осоговски лисец формирана од представници од општините Ранковце, Кратово и Крива Паланка. Канцеларијата на АБЕР 2015 е сместена во зградата на локалната самоуправа на општина Старо Нагоричане. УСАИД почна да работи во воведување на лидер пристапот за рурален развој во 2013 година и од тогаш се формирани 5 локални акциони групи, додека 8 други групи се во процес на регистрација, изјави министерот за земјоделство Михаил Цветков. Главната цел за спроведување на лидер пристапот во рамки на програмата за финансиска поддршка во руралниот развој ќе биде поврзување на жителите од руралните средини и зајакнување на нивните способности и вештини за соработка. Формирањето на овие групи е дел од напорите на Македонија за воведување на ЕУ лидер пристапот и важен чекор во процес кој на државата ќе стави на располагање 8 милиони евра за проекти за рурален развој преку програмата ИПАРД помеѓу 2017 и 2021 година, рече Джеймс Стейн, директор на УСАИД во Македонија. Би сакал да им се заблагодарам на членовите на локалната акциона група за тоа што се пионери во спроведувањето на овој пристап кој ги зближува представниците на јавниот, граѓанскиот и државниот сектор за исполнување на потребите на нивните заедници. Верувам дека микрорегионалната организација на лаговите ќе им дозволи да имаат поголема степен на ангажман со граѓаните на регионот, но истовремено ќе задржат потребната маса и структура за да спроведат иновативни и влијателни проекти, како што не се сомневам дека ќе испланираат вине. Есенцијално е да се задржи моментумот и да се осигура дека локалните акциони групи ќе имаат континуирано финансирање додека се отворат средствата од ИПАРД програмата на Европската унија на почеток на 2017 година. Ова ќе им возможи на групите да продолжат да спроведуваат проекти и да развиваат проекти кои ќе помогнат во креирање на нови можности за локалната средина. Градоначалникот веќе ме информираше за многу иницијативи кои се спроведени со голем успех. За швајцарската амбасада и за Швајцарија е од голема важност да се помогне руралниот развој, затоа што сметаме дека е важно граѓаните на руралните области да имаат услови за да останат и да живеат удобно во нивните региони. The rural area, there are a lot of young people living, and most of them think we only have a future when we go to the city center, maybe to Skopje, or when we go abroad. Во руралните области има многу млади луѓе кои веруваат дека иднината може да се најде само во градот, во Скопје или можеби и дури некаде во странство надвор од Македонија. Еден од приоритетите на Старо Нагоричане е да работи да обезбеди иднина за младите во општината, за тие да може да останат и да работат тука. Локалните акциони групи се работни групи составени од представници на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор на локално ниво. Градоначалникот на Старо Нагоричане Милован Стојковски рече дека канцелариите имаат за цел да допринесат за подобрување на условите за живот на граѓаните од руралните средини, зашто непосредно може да придонесат и самите жители. Елизабета Цветковска, директор на АБЕР 2015, им се заблагодари на сите физички и правни лица од регионот кои делуваат во руралните средини за амбициозноста да се приклучат и да членуваат во лагот и ги повика сите жители да доставуваат своји идеи и проекти. Локалните акциони групи се формираат низ Македонија од почетокот на 2015 година како дел од процесот на воведување на лидер пристапот. Лидер е програма на Европската унија дизајнирана за да помогне при оформувањето на јавно-приватни партнерства во рурални области со цел зајакнување на локалната економија. Македонија го воведува лидер пристапот од 2007-та, но во последните 3 години процесот е забрзан со вклучувањето на проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси кофинансиран од владата на Швајцарија, кој во партнерство со центрите за развој на планските региони работат на формирање на локални акциони групи.
На отворањето во Нагоричане беа представени и идните активности за локален рурален развој на локалните акциони групи, примери од проекти кои веќе ги спроведуваат, како новата веб страна и аудио водич за мегалитската обсерваторија Кокино и туристичка веб страна за Осоговскиот регион. Денеска во општина Куманово беше подпишан договор помеѓу градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и директорот на јавното претпријатие Водовод Куманово Горан Стојковски за ИПА проектот рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во општина Куманово. Вкупната вредност на целиот проект ќе чини 5 милиони евра, а со нив ќе биде извршена рехабилитација и проширување на 26 километри канализациона мрежа во Куманово. Сакам да го изразам моето задоволство што денеска имаме чест во нашиот град да дојде министерот на екологија по повод подпишување на договор за спроведување на ИПА проектот рехабилитација на канализационата мрежа во Куманово. Значи, еден процес кој траеше неде 6-7 месеци. Претходно имавме консултантски куќи кои го работеа целиот овој проект. И на крај успеавме да избереме изведувач, договорот е пред нас и проектот ќе отпочне со изведба за 10-15 дена. Нашата заложба за почиста животна средина, нашиот ангажман не бил никогаш определен само на една локација или само на еден вид на загадувањето. Значи, нашиот ангажман е целосно определен дека се трудиме да имаме почист воздух, за жал што го немаме, се трудиме да имаме почисти води, за да можеме со тие води после да имаме почиста почва, за да можеме понатаму да имаме здраво тло, кај што од тоа тло ќе имаме добри придобивки и добар производ за нашиот живот понатаму. Нашата заложба била да се направат нештата низ целата држава. Да се направат таму кај што, како што каже и градоначалникот, не верувале дека ќе се истера овој проект, а јас бев убеден дека овој проект ќе го истераме до крај. И еве, како што кажав на почеток дека ќе се заврши, ви кажувам денеска и во овој момент кога се подпишува договор за соработка помеѓу општината и јавното комунално предпријатие, дека овој проект рехабилитација и надградба на постојната канализациона мрежа ќе се реализира и тоа ќе се реализира пред крај на 2017 година. Благодарејќи пред се на огромниот ентузијазам, максималната посветеност и невидена истреност на градоначалникот на општина Куманово и максималното разбирање и верувате симпатии на министерот за животна средина кон општина Куманово, денеска сме во можност да го подпишеме овој договор и воедно да започнеме со имплементација на истиот, а крајната бенефит ќе имаат граѓаните на општина Куманово, кои што ќе добијат модерна и функционална нова мрежа и ревитализирана стара мрежа и секако крајен бенефит за животната средина во Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека сабота 12 декември ќе биде работен ден во Република Македонија. Оттаму додаваат оти на овој ден ќе се обработува 2 декември кој беше неработен ден заради одржување на акцијата Денот на дрвото засадија својата иднина. Во одделението на итна медицинска помош од здравствениот дом Академик Димитар Арсов во Крива Паланка, изминатата седница лекарска помош им е укажана на околу 210 лица, просечно околу 25 до 30 на дневно. Најчесто пациенти се хронично болните кои реагираат на зимските температури и на магла, што советуваат лекарите во продолжение.
Оделението за итна медицинска помош во Крива Паланка во текот на изминатата седмица бележи околу 210 интервенции, односно просечно биле прегледувани околу 25 до 30 пациенти дневно. Најголемиот процент од лицата се хронично болни со здравствени проблеми кои настанале како последица од драстичните температурни промени. Прегледани се и лица со симптоми на настинка и грип. Број на пациенти кои што бараат помош на итна медицинска помош во изминатата недела се движи околу 210 пациенти, просечно 20 до 35 пациенти дневно доаѓаат. Значи пациентите обично знаеме дека сега во зимските услови се жалат на грип, настинка, фебрилни доаѓаат деца фебрилни. Значи оваа сезона бидејќи времето е такво, најчесто пациентите освен грип и настинка доаѓаат повеќе пациенти кои што се со мозочни удари, со акутни инфаркти на миокардот, со миокардиопати, хипертензии, бидејќи нагла промена на температурите дневните, ночни, си влијаат врз здравствената состојба на пациентите. Минусните температури во раните утрински и доцните вечерни и ноќни часови се причина за појава на настинки и грипови. Стручните лица препорачуваат да не се престојува на студено и на магла без потреба, да се консумираат течности и здрава храна, како и витаминска терапија, аналгетици против болка, како и антипиретици за намалување на телесната температура, а хронично болните редовно да ја примаат својата терапија. Со препорака на лекарите за пациентите да не излегуваат доколку немаат потреба во периодот кога е магла и кога се ниски температури, значи да излегуваат само по потреба, да седат дома во топли простори, витаминска терапија, топли напитоци, да избегнуваат ладни напитоци, газирани, исто така да избегнуваат масна храна, туку витаминска терапија. Од подрачната единица на хемиско-епидемиолошката служба информираат дека од средината на октомври до сега вакцината против сезонски грип ја примеле околу 230 лица, а преостануваат уште 15 на вакцини. Во градската библиотека Тане Георгиевски беше промовирана книгата Еден миг од времето од авторот Оливера Доцевска. Авторката во својата книга ги сублимира своите импресии од општествено-социјалниот живот, нејзиниот внатрешен живот, како и животот на луѓето кои се околу неа. Во градската библиотека Тане Георгиевски беше промовирана книгата Еден миг од времето од авторот Оливера Доцевска. Авторката во својата книга ги сублимира своите импресии од општествено-социјалниот живот, нејзиниот внатрешен живот, како и животот на луѓето кои се околу неа. Ова е збирка самостојна сама по себе, значи постојат повеќе збирки на Оливера Доцевска. Ова е четврта поред издадена на македонски јазик. Сега можеме да говориме, имам издадено и на словенски јазик, и на српско-хрватски јазик. Првата промоција ја доживеа првата стихозбирка во Белград на меѓународниот саем, тоа беше Илузија за сон книгата. Ова е четврта поред на македонски јазик стихозбирка. Промотор на книгата беше Трајче Кацаров, а извадоци од книгата читаше актерката Кети Дончевска Илич. Ова што сега Доцевска го пишува и што го напишала, можеме да го дефинираме како реагирање по собственото сознание околу судбинската определеност. Затоа ќе кажеме ние дека поетите живеат и надвор од времето, всушност дека поетите живеат преку својот збор и преку својата песна, преку она што сакат да го направат вечно, всушност надвор од мерливото време. Инаку авторката Оливера Доцевска покрај тоа што е поетеса, таа е преведувач, публициста по професија и адвокат. Таа од 2012 година е член на Сдруженијето на писатели во Македонија. Општина Кратово втора година успешно ја реализира програмата Општествено корисна работа, како дел на проектот за добросостојба на граѓаните. Програмата се реализира со поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации.
Општина Кратово во изминатите 6 месеци успешно го реализираше проектот за добра состојба на граѓаните, во рамки на кој беа посетени и услужени 140 лица. Истиот беше реализиран во соработка со партнери институциите, Здравствениот дом, Дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, Центарот за социјални работи и Центарот за вработување. Целта на оваа програма е да се овозможи социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено работно време, поради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазарот на трудот. Програмата исто така има за цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да им се помогне на лицата од општината кои имаат потреба од помош. Проектот опфати 3 активности и тоа: помош и посета на стари лица и лица со посебни потреби во домашни услови, патронажна служба за помош и нега на стари лица, лица со попреченост, болни и изнемоштени лица и зајакнување на човечките капацитети на општината во социјалната сфера. За проектните активности беа ангажирани 6 невработени лица и тоа доктор, медицинска сестра, физиотерапевт, 2 негователи и патролен социјален работник. Одговорните задоволни од сработеното се надеваат дека и во иднина ќе продолжат со имплементација на вакви и слични проекти, со цел зајакнување и збогатување на социјалните услуги во градот. Здруженијето на спортско-планинарскиот клуб Козјак од Куманово традиционално и оваа година се приклучува кон одбележувањето на 11 декември Светски ден на планината. Со тој повод на Матка ќе биде одбележан денот со планинари од цела Македонија, а самото друштво организираше прослава со доделување на благодарници за планинар на годината и на планинари за придонес во развој на планинарството. Здруженијето на спортско-планинарски клуб Козјак традиционално и оваа година се преклучува кон одлуката на Генералното собрание на Обединетите нации од 2003 година за одбележување на 11 декември Светски ден на планината. По тој повод додели благодарници за најдобар планинар на годината и за особен придонес во развој на планинарството. Активни се скоро на сите акции не само во Македонија, туку и во соседните држави Бугарија, Грција и Србија. Имаме една група од 4 планинари, 2 планинарки, 2 планинара. Искачени се на Монблан пред некаде околу 3 години, 4. Инаку вака на Балканот нема врке што немаме одено, кажеме Мусала, Олим, Триглав, тоа се оние највисоките планини на Балкан. Така да нема планина кај што не сме одели. За да бидеш планинар потребно е само добра волја и зацртување на одредена цел која што сакаш да ја оствариш, а тоа искачување на сите врвови. Бобан Антевски и Жаклина Антевска се изберени за планинари на годината во машка и женска категорија и самите вела дека оној кој еднаш ќе ја посети планината се сплотува заедно со неа и не застанува. Почнаме кона шала да ги пешачиме, да почнеме да пешачиме пократки патики, меѓутоа малку по малку. Ајде, ќе ги освојуваме сите врвови, во Македонија си поставивме една цел и полека почнеме да ја остваруваме. Секој слободно време, значи скоро секој викенд, втор викенд сме на планина, дали тоа ќе биде на овие пониски, на повисоки планини. И за сега добро напредуваме, значи имаме освоено или поминато, искачено 70% од планините во Македонија над 2000 метри и околу 40% од планините што се од 1000 до 2000 метри. Јелена Станојковска е подмладокот на Здруженијето и една од добитниците на благодарница за особен придонес во развој на планинарството. Таа од својата 8 година планинари вели дека чувството да се искачуваш на планина не може да се опише, може само да се доживее. Ова е за мене секојдневно, бидејќи јас планинарам од својата 8 година. И често, секоја година скоро добивам благодарници и награди. Чувството не може да се опише, едноставно треба да се доживее. Планинарското друштво Козјак постои 34 години и низ него има поминато над 1000 планинари. Друштвото располага со 2 планинарски домови во Длабочица и Караула, каде сите членови љубители на планинарството може да го посетат и да ги почувствуваат благодетите кои ги нуди планината. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски и владината делегација, во чиј состав се и министерот за надворешни работи Никола Поповски, како и министерот за привлекување на странски инвестиции Џери Наумов. Во рамките на посетата на Израел учествуваше и се обрати на бизнис форум одржан во Ерусалим.
На форумот на кој учествуваа представници на израелски компании од областа на земјоделието, енергетиката, туризмот и од областа на медицината, владината делегација ги презентираше условите за инвестирање и водење на бизнис во Република Македонија. Премиерот Груевски истакна дека нашата земја направи значаен прогрес во поглед на креирањето на добра бизнис клима, соработката со инвеститорите и поддршката на развојот на економијата. Потенцираше дека се направени многу реформи кои Македонија ја рангира високо во извештаите на релевантните финансиски институции, како што е Светската банка, која во својот извештај Doing Business, кој го оценува добрата бизнис клима и условите за водење бизнис, ја позиционираше Република Македонија на 12-тото место во светот и 6-то место во Европа. Тој посочи дека ова е резултат на системска работа во повеќе сектори и дека се поедноставни и многу процедури и постапки кои се значајни за бизнисот. Груевски посочи дека во нашата земја се овозможени најниски трошоци за водење бизнис во Европа и во таа насока се воведени најниски даноци, рамен и низок данок, при што персоналниот данок и данокот на добивка се 10%, а компаниите кои ја реинвестираат добивката имаат 0% данок. Министерот Джери Наумов се задржа на поволната положба на Република Македонија, како и можноста за пристап до 650 милионскиот европски пазар преку потпишаните договори за слободна трговија. Истакна дека Македонија има договори за слободна трговија со сите земји од континентот Европа, со исклучок на Русија, со што се надминува хендикепот на мал пазар и се има пристап до пазар од 650 милиони потрошувачи. Своје обраќање имаше и министерот Никола Поповски, кој се осврна на исклучително добрите политички односи на Република Македонија и државата Израел, кои се гаранција за искористување на економскиот потенцијал. Тој ја истакна и декларацијата за пријателство помеѓу Република Македонија и државата Израел, која ја потпишаа премиерите на двете држави и која е од стратешко значење за развојот на односите на двете земји. Министерот Поповски посочи дека тоа е добра основа за развивање на билатералните економски релации, кои што ќе придонесат за дополнително продлабочување на севкупните односи. Hlommo Graziani, кој е собственик на повеќе израелски компании од областа на прехранбената индустрија и трговијата, е и член на Израелската комора на индустријалци, даде позитивна оценка за условите за водење бизнис во Република Македонија, истакнувајќи дека овие услови може да мотивираат многу израелски инвеститори. Пет лица во Австралија обвинети за терористички заговор во Сиднеј. Во пожар во Германија уништени згради населени со бегалци. Ким Џонг Ун денеска објави дека Северна Кореја поседува хидрогенска бомба. Ова се вестите од светот. Пет лица во Австралија се обвинети за терористички заговор за напад врз полицијата во Сиднеј. Приведени се 15 годишен тинејџер кој бил следен повеќе од 1 година и 20 годишен маж. Останатите 3 лица веќе се во затвор за други обвиненија за тероризам. Петмината обвинети биле дел од групата која минатата година планирала да нападне и обезглави човек на случаен принцип. Заговорот веќе бил откриен и биле уапсени 15 лица. Групата и покрај тоа продолжила да планира напад врз зградата на дирекцијата на полицијата во Сиднеј. Петмината обвинети денеска ќе бидат изведени пред суд. Во пожар во германскиот град Хаиде, северно од Хамбург, уништени се неколку стамбени згради во кои биле сместени бегалци. Германската агенција јави дека полицијата утврдила отистанува збор за намерно подметнат пожар. Пожарот уништил 3 згради во центарот на Хаиде, град со 21.000 жители во близина на крајбрежјето на Северно море. Во инцидентот нема настрадани. Во зградите престојувале 16 лица, вклучувајќи и 6 бегалци, кои успеале да побегнат од пламените јазици. Ниту една од трите згради изрично не биле наменети за сместување бегалци. Ким Џонг Ун денеска објави дека Северна Кореја поседува хидрогена бомба. Тој при тоа нагласи дека како резултат на геополитичките односи во регионот на Источна Азија, Северна Кореја е принудена да продолжи активно да ја развива својата воена индустрија. Успеевме да станеме голема нуклеарна сила, која е способна да ги заштити независноста и националното достоинство на нашата татковина со напади со нуклеарни и хидрогенски бомби, изјави Ким при посетата на модернизираната фабрика за оружје во Пјонгјанг. Според американските експерти, Северна Кореја најверојатно се подготвува за нови ракетни проби во текот на првиот квартал од 2016 година. Ваквото тврдење се базира на податоци од сателитски снимки, кои укажуваат дека властите во Пјонгјанг врши модернизација на нивниот главен полигон за лансирање ракети.
Северна Кореја тврди дека на тој полигон развива собствена вселенска програма за научни потреби, но западните земји сметаат дека на таа локација земјата всушност работи програма за развој на балистички ракети со голем дострел, со што крши неколку резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации. Кошаркарите на Куманово во девето коло од Суперлигашката лига доживеа тежок пораз на дербито во Скопје против МЗТ со 92-68. Надпреварот беше решен во вториот дел, кога шампионот беше многу подобар во сите дуели. Инаку во досегашниот сегмент од првенството Куманово е со ефект од 4 победи и 5 порази зад водечките екипи Карпош, Соколи и МЗТ. Првото полувреме Куманово го одигра прилично добро и заостануваше само еден поен, 40-39. Меѓутоа, во вториот дел, катастрофална игра на Куманово, која домаќинот добро ја казни. Во тој период избраниците на Тодоровиќ направија многу грешки, а домаќинот пак вторите 20 минути ги реши со убедливи 52-29. Во победничката екипа на МЗТ Скопје се истакна Дреновац со 23 и Протич со 20 поени, додека во Куманово единствена светла точка беше Новелијата Трајковски со 17 поени. Со овој пораз, Куманово веќе го загуби чекорот со водечките екипи и во наредните мечеви кошаркарите ќе мора да дадат се од себе за да се фати приклучок кон врвот на табелата. Следниот противник, Карпош Соколи, е исклучително тежок и незгоден ривал, на кој Куманово ќе мора да ја прикаже најдобрата игра доколку сака да освои победа. Младинската кошаркарска екипа на Михајловски во редовното коло постигна тесна победа над Гостивар од 70-67. Надпреварот во Куманово помина во равноправна борба, а младите кумановци имаа повеќе нерви во завршницата и славеа заслужена победа. Херои на победата кај Михајловски беа Георгиев со 19, како и Стефановски кој постигна 16 поени. Во наредното коло ќе се одигра градско дерби помеѓу Михајловски и кумановските противници Пинк Пантери. Во Крива Паланка обстојува најдобриот пинг-понгарски клуб во Македонија, од кој потекнуваат неколку државни првенци во овој спорт. 3 девојчиња продолжуваат традицијата на освојување национални признанија. Другарував место шампионките, како и со надежите. Почетоците на клубот датираат од 2004-та. Еден од главните виновници за неговото формирање е секако пинг-понг пионерот во нашиот град Јованче Станојковски. Како и да е, поуспешни остварувања тргнуваат со доаѓањето на романскиот тренер Виоре Луце, кој во Крива Паланка пристигнал пред 9 години. Истакнува дека уште на почетокот, благодарение на поддршката, големиот интерес, како и напорната работа, се издвоиле неколку талентирани поединци кои денес го сочинуваат и столбот на македонската државна репрезентација. 3 девојчиња би можеле да бидат иднината ако продолжат да работат вредно. Ивана Маноиловска, Деспина Ристовска и Ана Стојановска го заслужија најсјајното одличие на екипното национално првенство одржано во Струмица. Ние во Струмица сме прваци на екипно првенство. Во конкуренција на пионерите? Да. До 16 години? До 15. До 15. Кажи ми, првпат учествуваш на државно првенство или не? Не. До сега учествувано исто вако на екипно или? Да, и на поединечно и на екипно. Имаш ли медали освојувано? Имам. Кажи ни како помина таму, имаше ли напорни надпревари, силни противници? Имаше, се надпреварувавме со сите клубови. Да. И... Уште 4 други клуба, така? Да. Ти против колку противници, колку всушност надпревари одигра? Одиграв 4 надпревари. Колку победи? Победив 3. И како да се види, напорно ли беше, тешко ли беше? Па, малце. Бевте ли најквалитетни всушност? Да. Напорни ли се тренинзите овде? Да. Ти што ги кажеш за тренинзите, напорни ли? Напорни се. По колку пати денот? Па различно, секој ден. Секој ден доаѓаш по колку Да. часа? По час и пол, 2. Предводникот Виоре Луце ги пофали за одличниот настап и нагласи дека тие ќе ги продолжат успесите на поискусните пинг-понг херои. Meni je to veoma drago iz razloga što su one mlade, one su tek 6. 7. odeljenje, pa se nadam da će u narednim godinama ponoviti ovaj uspeh. A još više mi je drago zato što smo opet ponovili uspeh koji smo imali pre 2-3 godine, pa je došlo opet smene generacije, znači Palanka ima još dece. За волја на вистината и екипно индивидуално, за нијанса поуспешни се девојките. Имаат бројни наслови државни шампионки, годинава и момците од брание честе и доминираат со овој спорт во Македонија. Амелија Уце и Христијан Станојковски
Станојковски ги одбранија шампионските наслови, а интересно е дека и на преостанатите места на подиумот беа криополанчани. Najveći rezultat koji je klub ostvario bilo je u maju na državno seniorsko prvenstvo, što mogu ja da se gordim sa ovim koji nisu site tu, oni su, pošto su već neke gimnazalke pa su u škola, mi smo tamo ostvarili sva prva mesta, znači pojedinačno, zvorim za žensku ekipu, Amelija bila prva, Biljana druga, Dijana treća, Aneta četvrta, Stefanja peta, Despina šesta, od prvih 6 su bile iz Palanke. U paru smo bili prvi, u mešovito smo bili prvi, u muškoj konkurenciji Kiko Stojanovski bio prvi i u paru, i u muškoj sa Majom mešovito, Filip Kostadinovski drugi, treći u paru, tako da nema šta nismo tamo osvojili. To je najveći uspeh od kad postoji naš klub. Веројатно најзабележителните спортски остварувања досега во Крива Паланка се должат на вредната работа со најмалите. Успешна е младинската школа при клубот. Samim tim što ste ovdje i gledate u ovu salu, znači vi ste, pošto ova deca su podijeljena po dani ovdje kod mene, znači nisu site ovi što vidite, ove mlada deca što treniraju ovdje iz razloga što neki imaju angleski, neki imaju školske obaveze. To je verovatno samo polovina od one dece što se sad snimili vidite, imamo bar još 10-ak takvih mladih i ja mislim da ovaj klub samo tako može da opstane ako ima mladu decu i mladi kadar s kojima ćemo posle ostvariti rezultate. Во спортската арена во Партизан се одвиваат и подготовките за престојното јуниорско првенство кое ќе се одржи во Крива Паланка. Со надпреварите од групниот сегмент во фудбалската лига на шампиони, неколку познати екипи од стариот континент ги завршија настапите. Спуштена е завесата во групната фаза од Лигата на шампионите. Последните 5 патници кои изборија пласом во наредната фаза се Челси, Арсенал, Динамо Киев, Рома и Гент. Челси на некој начин ја спаси сезоната со пласом во наредната фаза, додека Арсенал го слави Жиру, кој со 3 гола е херојот на топџиите. Шампионот на Украина Динамо Киев е изненадувањето, откако славеше над Макаби и се избори за наредната фаза, а Рома едва успеа да помине понатаму заедно со екипата на Барселона. Сепак неголемото изненадување представува пласманот на Гент, кој по победата над непоразениот Зенит успеа да ја изфрли Валенсија. Сега настапува пауза во Лигата на шампионите, а екипите ќе имаат доволно време да се подготват за следната сесија. Англискиот премиер лигаш Свонси го раскина договорот со досегашниот тренер Гери Монк поради лошите резултати. Се спекулираше дека клубот ќе заврши соработката со него до крајот на оваа сезона, но сепак тоа не се случи. Поради неизвестната судбина на клубот, одлуката е донесена за доброто на Свонси и навивачите. Сепак, оваа одлука ја донесовме многу тешко, изјави председателот на клубот Хаф Дженкинс. Свонси во досегашниот тек на првенството по 15 кола го зазема 15-тото место, а во последните 5 кола доживеа 4 порази и само едно реми. Англиските медиуми спекулираат дека веќе се започнати разговори со познатите тренери Дейвид Моес и Брендан Роджерс и еден од нив најверојатно ќе биде новиот менаџер на Свонси. Времето денеска во Македонија претежно облачно со умерен северен ветер кој ќе придонесе да нема појава на магла по котлините. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Останете на К3 телевизија и имете пријатна вечер.